И луѓето дури народот ако не чини здравството, го плукаат министерот. Никој не плука некој друг. Ама ако отидат спортисти, фудбалски надпревар репрезентација изгубила, фудбалерите ги плукаат. Никој нема да го плука Борко. Јас ако истрчам слабо маратон или најти пливачот кој што беше ако ви текнува на олимпијадата, младот дете 16 години, сите го плукаат детето, никој не го прашува дека треба на олимписки базен во затвореното во малото базенче за деца да тренира. Никој нема да рече без разлика сега е Борко претходно која беше агенција беше наумче, никој нив не ги плука. Сите го плука детето, иако е дете, сите него го плука. И сакам да кажам, мора на тој начин да се посвети. Значи ти треба да се посветиш само на спортистите, толку ти е работата. Ти ако не се посветиш, џабе одиш да се сликаш со орце, да се сликаш отвараме. Не, тоа е работа на орце. Ти да поддржуваш затоа што е спортски објект и окей, ама затоа што ти си министер за спорт, ти треба да си двигател, ти треба да ги мотивираш спортисти, ти треба да бидеш примерот. Мислам дека имаме уште многу за спортот. Реално спортистите, ако ги прашате, мислам дека не се генерално многу задоволни, потоа што веројатно треба многу повеќе, знаете како другите министерства имаат многу поголема тежина во однос на тоа дека се да речеме здравство, ти го обслужуваш целиот народ, економија го обслужуваш целиот народ со буџет, со се финанси. Во спортот ти треба да обслужиш многу мала група и генерално посебно тие што сме активни со години и што сме постигнале некаков успех, сме многу малку за да не бидеме исперцепирани на повисоко ниво и па и другите спортисти, младите кои што доаѓаат, не го чувствуваме тоа дека некој ни посветува реално внимание и кога имаш ти како од позиција, еве сега кажувам да речеме на највисоко тело, како министер за спорт, имаш многу мала во споредба со другите министерства, да не речам не смешна, сериозна улога е тоа, меѓутоа споредено со другите ти обслужаш, треба да задоволиш, да се чувствуваат среќни и задоволни, исполнети или барем да може да си ги дадат максимумот од себе, многу мала група на луѓе, тоа се спортистите, федерациите, тренерите, јас им посветував многу внимание и на да речеме спортските коментатори, спортските новинари, инспектори. Јас со таква група на луѓе каде што навистина можеш многу повеќе да научи. Значи, претежно спортистите се млади луѓе кои што можеби и политички не знаат ни да ти кажат што им фали, затоа што тие се насочени исто како јас што сум била. Јас сакам да имам успех. Мене ми требаат финансии да отидам на припреми. Мене толку ми е. И да имам опрема. Ти како млад спортист не те интересира политиката, не ни разбираш политиката. Меѓутоа овие други луѓе, друга рамка на луѓе се многу повеќе упатени затоа што се многу подолго, да речеме спортските новинари се истите целот живот се тука и тие ги знаеме сите и не е коректно да не ги спочитуваш. И знаете, јас кога сум разговарала со голем дел од нив, голем дел дури доаѓале луѓе кои што се членови ми кажале, слушај, јас сум лојален поддржувач на ВМРО ДПМН и ти ако сметаш дека не треба да седнеш со мене затоа што си од друга партија, те разбирам, меѓутоа јас ти се обраќам затоа што јас во тебе гледам дека ти имаш некој потенцијал, нешто што не ми го понудила спортската екипа во сектор, како и да се вика, во ВМРО ДПМН, затоа ти се обраќам, затоа што, знаеш, во тој момент луѓето не перцепираат дека се уште имаме амбиција да стигнеме во некоја повисока функција, каде што можеби ако јас дојдам на повисока функција, ќе можам да седнам и подготвено да се соочам со овие луѓе и да им понудам нешто веднаш на масата, не биде допрво ве запознавам кои сте, не ве знам. И сега, знаете, мислам дека повторно ќе кажам, ова е конструктивна критика затоа што пак ќе кажам, многу мала група на луѓе сме за да останеме незадоволни. Мислам, јас го гледам од таа позиција како јас би постапувала сега. И пак ќе кажам, тоа е конструктивна критика, не можеме само да одиме да фалиме се кога нешто не чини. Кога гледаш дека начинот и аргументите, така што сте искрено ти благодарам што си така директно отворена и јасна. Вечерва тоа е повеќе од потребно во секој ден јава настапа и овој вечерва.